Желбата да запознава нови луѓе, но да ја запознава и културата на Македонија, волонтерството и неговото влијание го донесе Горан Бенков од Хрватска во Струмица, заедно со групата 32 младинци на возраст од 18 до 29 години преку проектот Волонтер на Еразмус Плюс. So this is my second time actually in Macedonia. I was first time in Macedonia on my school trip. Втор пат сум во Македонија. Првиот пат бев преку школско патување. Многу ми се допаѓа тука. Се е ефтино, храната е прекрасна, луѓето се прекрасни. Овој проект е мощно и интересен, запознав личности со отворен поглед кон светот. Затоа и аплицирав да бидам дел од проектните активности, за да запознаам нови луѓе, да ја запознаам подобро културата на Македонија, но и да научам за волонтерството и неговото влијание. Во Агенцијата за вработување во Струмица, волонтерите од Македонија, Романија, Португалија, Бугарија, Хрватска и од Турција изворно се запознаа со програмите и оперативниот план што се спроведува за вработување млади лица. Агенцијата за вработување има чест денес да ни презентира посебно вработувањето и проблемите со кои се соочуваат младите невработени лица во Република Македонија за барање на работа. Во таа цел им беше презентиран планот, оперативниот план во владата на Република Македонија, акционен план на владата на Република Македонија за вработување на млади 2016-2020, националната стратегија за вработување во соработка со Меѓународната организација за труд. За таа цел и во февруари е донесен оперативниот план за вработување со програми, мерки и активности за вработување, пред се за отварање и креирање на нови работни места, отварање на собствени бизниси за вработување, како и за зголемувањето на вработливоста. Волонтерите организирани преку невладината организација Креаторот Куманово имплементираат 5 волонтерски акции во Дојран и во Струмица. Од почеток имаме волонтерски акции во стил на чистење на плажата на Дојран. Иако плажите во Дојран се едни од најчистите плажи во Македонија, сепак моравме и тоа да го сработиме, тоа не беше во планот. Потоа имаме акции со работа што кои ги сработиме ова утро, со деца со попреченост. Имавме една група во центарот за деца за попреченост, со кои работевме, пробувавме да помогнеме на секој начин на кој што можеме нив. Сега сме во посета на центарот, тоест за центарот за вработување во Струмица. И на крај имаме уште една акција, која ќе се спроведе во основното училиште Кочо Рацин во Дојран, каде што ќе помогнеме да се изгледот малку на училиштето се подобри со некој боядисување на некои зидови и средување на некои училници и ходници во самото училиште. Проектот Волонтер се спроведува до 11 март годинава преку Еразмус Плюс, програмата на Европската Унија и Националната агенција за европски програми и мобилност Македонија.